Почитуван господин Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, почитуван професор доктор Игор Неделковски, ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, почитувана државен секретар во Министерството за внатрешни работи магистар Магдалена Несторовска, почитуван директор на Бюрото за јавна безбедност магистар Сашо Тасевски, почитувани шефови на кабинет на министерот за внатрешни работи и директорот на Бюрото за јавна безбедност, почитувани помошници на министерот за внатрешни работи, почитуван председател на Македонскиот полициски синдикат доктор Маријан Кицев, почитуван директор на управата за извршување на санкции господин Маријан Спасовски, почитуван декан на Факултетот за безбедност професор доктор Никола Дуевски, почитувани продекани професор Мојсовска и професор Ивановски, почитувани професори, почитувани дипломирани магистри, специјалисти и студенти, почитувани колеги и колешки студенти. Добар ден и добро ни дојдовте на свечената промоција на доделување на дипломите на дипломираните и магистрираните студенти на Факултетот за безбедност во Скопје. Овој ден има големо значење за студентите кои што денес добиваат статус на дипломирани студенти на Факултетот за безбедност, но воедно и значаен за целокупниот безбедносен систем кој што денес на пазарот на трудот има посветени млади луѓе, подготвени брзо да се вклучат во безбедносните активности и да придонесат за стабилноста и просперитетот на нашата држава. Нашиот факултет навистина верува дека доброто образование играе една витална улога во градењето на светла иднина за подобро општество. Затоа факултетот посветува особено внимание во градење на атмосфера за учење, стекнување на академско знаење и награда за младата личност. Факултетот е институција која што вложува во студентите, секојдневно работи на подобрување на условите за студирање, дава можности за развој и напредок, со тоа што се потврдува дека образованието се цени, а знаењето се исплати. Особено сме горди што денес со сигурност можеме да кажеме дека од овој амфитеатар излегуваат добро подготвени и мотивирани млади луѓе, кои што со нетрпение очекуваат да ги применат знаењата кои што ги стекна на Факултетот за безбедност. Денес, на наша огромна чест и задоволство, наш гостин е човекот кој што во изминатите неколку години силно го поддржа развојот на дипломираните студенти од Факултетот за безбедност, кои што под негово раководство ја започна професионалната кариера во Министерството за внатрешни работи. Министерот Оливер Спасовски секојдневно покажува дека професионализацијата на полицијата зависи од квалитетот на вработените, кој што се препознава и се цени посебно при изградбата на безбедносен систем кој што соодветно ќе одговори на потребите на граѓаните и на државата во сериозни предизвици пред кои што ние секојдневно сме исправени. Министерот Оливер Спасовски со неговата неизмерна почит и професионална соработка е еден вистински пример за сите студенти, мотиватор кој што со своите дела покажува дека е значено да имате јасна цел и посветеност која што ќе ве води во текот на студирањето. Дами и господа, го покануваме и министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, да се обрати на присутните. Желете. Почитуван ректор на Универзитетот професор Неделковски, почитуван декан, почитувани продекани, директор на Бюрото за јавна безбедност, државен секретар, почитувани професори, драги студенти, родители, со посебно задоволство ја прифатив поканата да бидам дел од свеченото доделување на дипломите на Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски. Ова е посебен чин како за вас, како дипломци, за вашите семејства и пријатели, но и за сите нас кои што сме дел од безбедносните структури во чија надлежност е и заштитата и безбедноста на граѓаните. Поаѓајќи од сознанието за неизмерно богатото академско портфолио на Факултетот за безбедност, не само како наша најстара високообразовна институција од областта на безбедноста, туку и поради фактот за бројните еминентни научни дострели, изразени преку бројни стручно образовни трудови од генерациите врвни професори, за мене се разбира и за сета поширока јавност
неспорно е дека денеска од оваа институција излегува уште една квалитетна и стручна генерација на академски граѓани кои верувам ќе го најдат своето место во општествениот живот. Денеска, всушност, почитувани дипломци го кронисуваат сето она што макотрпно го стекнале и граделе, личната стручност и знаењето, а пак професорите, наставно-научниот кадар го заокружуваат циклусот на нивното оспособување, одговорно, зрело и подготвено да влезете во една нова фаза на животот, во која гледано од професионален аспект, ќе треба да го презентирате наученото и секако од година во година да се надградува стекнатото знаење на факултетот. Денешното формално заокружување на образовниот процес само по себе го означува почетокот на практична имплементација на акумулираното знаење, вашата едукација и стручната оспособеност. Овој значаен чин колку во смисла на образовна сатисфакција, уште повеќе во смисла на нескриено лично задоволство и достигнување, што го споделуваме сите овде присутни заедно со дипломците, професорите, со вашите најблиски, сам по себе е настан за паметење, што не прави сите нас и горди и среќни. Ако ова го обсервираме од еден поширок општествен агол, тогаш без дилема овој настан има свое неспорно значење и за самата заедница, за незините институции, затоа што сите ние, како што добиваме нов и остручен кадар, и тој ќе може подготвено да се соочи со сите реални потреби и предизвици на современото општество. Безбедносната сфера несомнено е важен и сериозен предизвик за секое општество. Она што во изминатите години сте го стекнале како емпириско знаење, сега ќе треба практично да го примените. А институциите на системот имаат за обврска да им излезат во пресвет на младите, на нивните амбиции и цели, кои се во интерес на неговата поквалитетна професионална реализација. Министерството за внатрешни работи изминативе неколку години целосно се посвети на интензивно и динамично инкорпорирање на стручните, научни стандарди како нужност без која што не се може во животот. Тоа пак консеквентно од нас бараше уште поголема отвореност кон нови идеи, нови практики и најважно кон нови луѓе. Сите ние што на еден или на друг начин ја третираме разнообразната сфера на безбедноста, сме свесни дека ниту едно општество не може да се надева на успешност без следење и практично имплементирање на новите современи стручни сознанија, без континуирана образовна надградба на луѓето кои ја сочинуваат институцијата, но и без реална кооперативност меѓу институциите, вклучително и високо образовните како што е Факултетот за безбедност. Уверен сум дека и институциите од своја страна веќе јасно и недвосмислено ја детектираат потребата од иновативниот, млад, перспективен потенцијал што го поседува секој млад човек за самодокажување и напредок. Впрочем, овој став веќе неколку години наназад еден од стратешките определби на Министерството за внатрешни работи. Верувам дека многумина од вас, почитувани дипломци, ќе успеат да го препознаат и пронајдат своето место во општеството, при тоа давајќи максимален професионален придонес, како во име на сопствените стремежи, така и во име на потребата за брз и интензивен развој на нашата држава. Накрат, честитајќи ви за покажаниот успех, како и на вашите професори за успешно завршениот образовен циклус, искрено се надевам дека многувина од вас ќе го најдат своето место во општеството, при тоа давајќи го својот максимум како име на собствените амбиции, така и во име на потребата за брз и динамичен развој на нашата држава. Уште еднаш, на крајот сакам да ви го честитам дипломирањето, да продолжите со уште поголем
ентузијазам и посветеност и пред се да го сочувате собствениот интегритет, бидејќи оваа професија бара силен интегритет, јасна посветеност и многу силен патриотизам кон државата и кон граѓаните. На крајот на сите вас, на вашите блиски пријатели, на ценетите професори, им посакувам многу здравие, лична и семена среќа и мир во 2023 година. Благодарам. Сега вреди да се подсетиме на предизвиците кои што ги имавме во процесот на пренесување и стекнување на квалитетно образование во новиот век, па затоа го поканувам да се обрати предводникот на образованието на нашиот универзитет, ректорот професор доктор Игор Неделковски. Почитуван ректор, срдечно ви благодариме за почита која што ја укажавте на овде присутните дипломирани студенти, магистри и специјалисти. Повелете и обратете им се на студентите. Благодарам. Почитуван министер, почитувани функционери во Министерството за внатрешни работи и безбедносните структури, почитуван декан, почитувани продекани, почитувани колеги професори, почитувани гости и драги студенти, дипломци и магистранти. Најнапред дозволете и јас да ви честитам на дипломирањето и магистрирањето и да ви посакам успех во вашиот личен и професионален развој. Но знајте дека ова парче што денес хартија, што денес ќе го добиете и се вика диплома, тоа парче ја го означува вашиот почеток на целоживотното учење. Знајте дека со дипломирањето, односно магистрирањето, на вака престижна институција, како што е Факултетот за безбедност, вие се стекнавте со доказ дека знаете да учите, а пред вас е да учите постојано, да се надоградувате и да го примените тоа што го научивте и тоа што ќе го научите во праксата. Не застанувајте. Не застанувајте никогаш со вашето образование. Вашата професија е професија на можности. Јас пред малку реков, живееме во период, односно живеевме последните години на здравствена криза, енергетска криза, деновиве на сајбер напади, односно сајбер криза. Вашата професија овозможува да се надоградувате и да бидете суштински чинител на било која активност во нашето општество. Но како што рече почитуваниот министер, во вашата професија никогаш немојте да подклекните пред сребролюбието, пред сладолюбието, па дури и пред славолюбието. Бидејќи тешко на она општество и онаа држава, ако вие застраните и во правци кои не се пожелни во ниедно општество. Затоа гордо и достоинствено во вашата иднина, а уште еднаш и честитки на факултетот што вади вакви кадри кои што се столб на безбедноста не само на државата, туку и на општеството. Честитам и посакувам среќна празници, среќна нова година, лична среќа
професионален успех и се најубаво. Благодарам. Сите млади кои што се запишуваат на факултет доаѓаат со некаква цел. Првично пред се да станат студенти, да се стекнат со знаење, да дипломираат и да излезат на пазарот на трудот. Но на тој пат некои се издвојуваат и отстапуваат од останатите. Првично со сопствените квалитети, желбата за надградба, посветениот труд и пожртвуваност и битката да се биде подобар од тоа што се било вчера. Честно е да кажеме дека во своите редови имаме студент кој што дипломира со највисок просек 9.39. Тоа е гордост како на факултетот и универзитетот, така и на студентите кои што се уште студираат. Со особено задоволство го поканувам најдобриот студент на факултетот за безбедност, кој што дипломираше во академската 2021-2022 година, Анастасија Марковска, да ви се обрати. Почитуван министр Оливер Спасовски, почитуван ректор професор доктор Игор Неделковски, почитуван декане професор доктор Никола Дуевски, почитувани продекани, почитувани професори и колеги, почитувани гости, дозволете ми да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде на овој свечен настан. Чест и задоволство ми е да се обратам во името на сите дипломци денес, а воедно е и голема одговорност да се доловат вистинските зборови со кои ќе ги опишеме емоциите кои денес ја исполнуваат оваа просторија. Велат, ако треба да поставите некого на пиедестал, ставете ги професорите. Тие се хероите на нашето општество. Затоа би сакала да искористам оваа прилика да им се заблагодарам токму нив. Ви благодарам што бевте наша инспирација. Ви благодарам што ни го осветлувавте патот, озарувајќи не со светлина, со мудрост и со знаење. Ви благодарам што верувавте во нас. Драги колеги, сите ние ја постигнавме една од главните пресвртници во нашите животи. Дипломата доаѓа на крајот од долгиот пат на академски и социјални подготовки. Ова е еден чекор во нашите животи што треба да се препознае по неговото огромно значење. Сите работевме напорно за да дојдеме до овој ден. Некој подолго, некој пократко. Но нашиот труд не беше залуден. Оваа диплома е прекрасна алатка која отвора многу врати на можности за секој кој е доволно среќен да ги има. Но дипломирањето не е крајна цел само по себе. Напротив, треба да се земе како почетна точка за понатамошни достигнувања. Бенџамин Франклин изјавил: "Кажи ми и ќе заборавам, научи ме и ќе запаметам, вклучи ме и ќе научам." Денес, додека се справуваме со нашата возбуда, но и нашите сомнежи, ве повикувам да се обидете да го создадете светот во кој сакате да живеете. Да му послужиме на општеството на начин на кој може да го промениме. Ве повикувам да го прифатиме секој нов предизвик со самодоверба, знаејќи дека сме достигнале големи височини и дека нашата академска основа е моќна алатка која ќе ни послужи да се справиме со нашата иднина. За крај, драги дипломци, ви честитам и ви посакувам успех во професионалниот свет. Ви благодарам за вниманието. За крај би додале дека факултетот за безбедност се гордее што во своите редови имаше студент како што сте вие, Анастасија. Од се срце ви посакуваме многу поблескави успеси во иднина. Деканот, професор доктор Никола Дуевски, донесе одлука со која што најдобро дипломираната студентка ќе биде наградена со пригодна парична награда и пофалница. Одлука за доделување на парична награда на дипломиран студент со висок просечен успех на прв циклус академски студии во академската 2021-2022 година на Факултетот за безбедност Скопје. Се доделува парична награда на дипломиран студент со висок просечен успех на прв циклус академски студии во академската 2021-2022 година на Факултетот за безбедност Скопје. Студент на прв циклус академски студии со висок просечен успех во академската 2021 година 2022 е Анастасија Марковска, која што е запишана на студиската програма Криминологија и криминална политика со просечен успех 9.31.
Факултетот за безбедност Скопје парично ќе награди студентката Анастасија Марковска во износ од 5000 денари во нето израз, се извинувам. Предавањето на паричната награда на студентката Анастасија Марковска да се изврши на свечената промоција на дипломирани студенти на прв циклус академски студии во академската 2021-2022 година, која што ќе биде одржана на ден 27.12.2022 година во Факултетот за безбедност Скопје. Одлуката ќе се достави до Анастасија Марковска, Оделение за студентски прашања, Оделение за финансиско, сметководствено и материјално работење, продекан за настава и продекан за финансии и архива. Сега го поканувам министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, да ја врачи пофалницата и дипломата на најдобро дипломираната студентка Анастасија Марковска. Покрај за студентката Анастасија Марковска, која што е најдобар студент во оваа академска година, деканот донесе одлука со истата награда и пофалница да биде наградена и студентката Наталија Огненова, која што беше најдобро дипломиран студент во минатата академска година. За жал Наталија денес не е со нас, но наградата и пофалницата ќе бидат дополнително врачени. Секако, овој настан нема да биде целосен доколку не го поканиме на говорницата и доколку не му се заблагодариме на човекот кој што години наназад представува изворна мотивација на секој студент на факултетот и во негово име со сигурност неговото име со сигурност долго време нема да биде избришано од срцата на студентите. Деканот Никола Дуевски веќе 6-та година успешно го раководи факултетот за безбедност, кој што во изминатиот период е најпрепознатливата високообразовна институција во нашата држава. Ви се заблагодаруваме вам, на продеканите и на сите останати професори за големиот труд и заложбите на студентите да им обезбедите што е можно поквалитетно образование, кое што на крајот резултира со успешно завршување на студиите. Ви се заблагодаруваме за безусловната поддршка, за сите добронамерни совети кои што на студентите секогаш ќе може да се потврат. Го поканувам да се обрати деканот, професор доктор Никола Дуевски. Благодарам, Теодора. Почитуван министер за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, почитуван директор на Бирото за јавна безбедност, магистер Сашо Тасевски, почитуван државен секретар во Министерството, магистер Магдалена Несторовска, почитувани шефови на кабинети, помошници на министерот за внатрешни работи, почитуван директор на управата за извршување на санкции, почитуван ректор на универзитетот, професор доктор Игор Неделковски, почитувани колеги продекани, професори, драги студенти, дипломирани, магистрирани, специјалисти, почитувани представници на медиумите. Со особено задоволство се обраќам пред сите вас, затоа што имаме што да покажеме, имаме на што да бидеме горди. Денес е вашиот последен академски час. Кога дојдовте пред 4 години, сличен состав, и јас и министерот Спасовски ве пречекавме и ви ветивме многу напорна работа, многу заеднички активности, на кои што можеме да бидеме горди. Јас сум уверен дека во најголем дел вашите зацртани активности и планови ги реализиравте. И како професор и како декан, ве уверувам дека се што планиравте за вас ние реализиравте. Зошто? Затоа што во 2018 година се запишевте 242 студенти. Денес промовираме 63 дипломирани на прв циклус на студии, што значи дека 25% од вкупно запишаните студенти успеаат да дипломираат навреме. Ќе промовираме и 17 магистри на науки и 11 специјалисти во областа на безбедноста за 2 генерации, бидејќи минатата година немавме промоција на магистри и на специјалисти. Ова е голем успех за нас како професори, затоа што сме сигурни
дека токму вие 63 и магистрите и специјалистите се разбира, сте идните вработени во безбедносниот систем. Пред се во Министерството за внатрешни работи, дел од вас се веќе вработени, јас сум во контакт, го гледам тоа, а дел ќе се вработите во новата, се надевам и поуспешна 2023 година. Се надевам дека сте задоволни од знаењето кое што го добивте овде на Факултетот за безбедност, бидејќи ние за цело време не застанавме туку секојдневно, баравме нови можности за да ви го прикажеме образованието на 21. век во поубаво светло. Па затоа организиравме бројни настани и пред короната, па дури и за време на короната. Овде во овој амфитеатар имавте можност да ги слушнете најдобрите предавања и од министерот Спасовски, и од бројни раководители во безбедносниот сектор, речи си секој семестар, од амбасадори, од професионалци од правосудниот систем и така натаму. Имавте можност, како никој други во општеството, да одите на логорување, да посетувате практична настава во Министерството за внатрешни работи, да соработувате со другите колеги студенти од нашиот универзитет, да учествувате на меѓународни конференции, студентски се разбира, да придонесувате за вашето знаење. Некои од вас тоа го направија на највисоко ниво. Сите останати на многу добро ниво. Затоа денес е ваш ден. Денес ви е празник. Уживајте и вие и вашите семејства. Вие заслуживте дипломите кои што денес ќе ги стекнете да ви отворат можност на пазарот на труд во безбедносниот систем, не во други институции, во нашата држава. Нека вашата цел биде да се вградите во нашето општество. Немојте да ви биде предизвик да заминете од Македонија. Не, вратите ќе ви бидат отворени. За 63 има место во безбедносниот систем. Јас сум уверен дека и тој број нема да биде доволен. Но исто така, ве уверувам дека ние ќе продолжиме со високиот критериум за знаење кое што ќе го пренесеме на студентите и за обврската која што студентите мора да исполнат за да дојдат до денешниот ден. И бидејќи е последен академски час за вас, истото им го порачувам со години наназад на сите студенти. Го слушнавте тој од министерот Спасовски и од ректорот, но и од Анастасија, нашиот најдобар студент во оваа година. Чувајте си го интегритетот. Ќе се занимавате со особено чувствителна професија. Ќе бидете на очиглед на целата јавност. Ќе бидете сликата и на Министерството за внатрешни работи и на другите безбедносни институции, но и на нашето општество и на нашата држава. Затоа гордо, со знаењето што овде го стекнавте, чекорете, бидете носители на промените таму каде што ќе работите, не се задоволувајте со просечното и не заборавајте да бидете внимателни за себе и за својот углед. На тој начин, најдобро ќе ни одговорите и нам на вашите професори за целиот труд кој што ние го вложивме во вашето знаење. Чувајте го собствениот образ, тогаш кога ќе бидете вработени, тој образ ќе биде и на вашите татковци и на вашите деца. Драги колеги професори, ви благодарам што сте во голем број денес со нас. Се разбира, така беше и во изминатите 4 години. Срдечно ви се заблагодарувам на сите вас за се што направивме заеднички, за оваа нова генерација на студенти да ги испратиме со мирно срце да си го бараат својот пат во општеството. Тоа е нашиот влог за иднината на Македонија. Тоа е нашиот влог за иднината на развојот на професионални безбедносни институции кои што ќе бидат стол на нашата безбедност, на нашата стабилност и на развојот на нашето општество. Денешната почит која што ја добиваме и од министерот Спасовски, и од директорот Тасевски, и од државната секретарка во МВР Несторовска, и од сите помошници на министерот кои што се тука со нас, укажува на тоа дека Факултетот за безбедност е на добар пат. Дека имаме партнери во општеството со кои што заеднички работиме и ќе продолжиме и понатаму да ја развиваме науката во областа на безбедноста, но и да ги поттикнуваме добрите практики во областа на образованието. Почитуван ректор, задоволство ми е што и вие сте со нас денес. Ви благодарам за внимателноста, ви благодарам за отворениот пристап кој што го имате кон нашата институција. Ве уверувам дека и понатаму ќе продолжиме да го градиме и факултетот, и универзитетот на начин на кој што најдобро умееме и можеме. А можеме, бидејќи се гледа дека и дури на денешните настани, денес имаме 2 значајни настани, Факултетот за безбедност расте. Факултетот за безбедност се развива.
Науките со кои што ги се занимаваме се веќе силно етаблирани во нашето општество. Тоа е патот кој што нема враќање назад. Тоа се објективните процедури кои што ние заедно со вас во универзитетот ги изградивме и ќе ги градиме во наредниот период. И бидејќи е време на празници, драги студенти, дозволете ми да ви честитам на сите за дипломирањето, за покажаниот успех, за се што направивте и за вас, но и за нас, затоа што заеднички учевме и растевме во овие 4-5 години. Ви посакувам вам и на вашите семејства среќни новогодишни и божични празници, да сте живи и здрави, да го чувате името на Факултетот за безбедност. Ние сме тука, ќе останеме ваши партнери и пријатели во наредниот период. Доколку продолжите на магистерски или магистрираните на докторски студии, ќе продолжиме да бидеме отворени на истиот начин како и досега. Во нас секогаш ќе имате партнери. Ви благодарам. Сега преминуваме на делот на доделување на дипломи. Прво ќе бидат доделени дипломите на магистрираните студенти во академската 2021-2022 година. Сега го поканувам директорот на Бирото за јавна безбедност, магистар Сашо Тасевски, да ги додели дипломите на најдобро дипломираните студенти од вториот циклус на студии, односно најдобрите магистри на науки. Ги поканувам студентите Ангела Николовска и Андреја Танасовски. Ја поканувам државната секретарка во Министерството за внатрешни работи, магистар Магдалена Несторовска, да ја додели дипломата на најдобро дипломираниот студент на специјалистички студии Цветан Ангеловски. Сега ги поканувам ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Игор Неделковски, и деканот на Факултетот за безбедност, професор доктор Никола Дуевски, да ги додела дипломите на дипломираните магистри и специјалисти во академската 2021-2022 година. Поповска Александровска Јулија. Андоновски Горан. Станчова Јулијана. Поповска Наташа. Серафимова Наташа. Канзуров Константин.